Темата првачиња ја продолжуваме во оваа утринска програма на Мега. Имено колешката Бетина, која верувам се навикнавте секојдневно да ја гледате токму нова столче каде седам јас овој пат, разговараше со раководителот на секторот за образование при општина Битола. Да го погледнем интервјуто. Со почетокот на месец мај слободно можеме да кажеме дека веќе почнуваат сладките маки на оние најмали ученици на првачињата, затоа што веќе стартува оној прв чекор, нивното запишување во прво оделение. Еве за почеток, колку првачиња очекуваме на ниво на општина Битола? Значи, во месец мај, согласно Законот за основно образование, секоја година се врши уписот на првачињата во сите основни училишта во Република Македонија, секако и во општина Битола. Според списокот што секоја година го добиваме од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, за бројот на родени деца во 2010 година ова година, бидејќи, знаете, согласно Законот за основно образование, првачиња се запишуваат во основно образование со навршени 6 години, значи на 6 годишна возраст. Во општина Битола има 1037 првачиња според списокот што го добивме од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. На ниво на Македонија веќе рековте дека имате некои бројки колку очекуваме првачиња? Да, на ниво на Република Македонија, исто според тој список што го добиваме, има 31.477 првачиња. Ако споредиме наназад со годините, оваа бројка ни е доволна, имаме намалување или имаме зголемување на бројот на првачињата? Па во главном според статистичките податоци што ги имаме од минатите години, ова бројка секогаш е околу 1000, со неколку повеќе или со неколку помалку првачиња, меѓутоа на ниво на општина Битола секогаш е таа бројка околу 1000 ученици за прво оделение. Рековте дека значи уписот трае од почетокот на мај во текот на целиот месец. Кои се оние документи кои што им се потребни на родителите за да го запишат своето дете во прво оделение? Значи секоја година уписот на првачињата започнува од почетокот, значи од вчера фактички, од 3 мај, бидејќи 2 мај беше неработен, од 2 мај до 31 мај е уписот на првачињата во основните училишта. Во секој училиште се формира комисија, тоа е комисија што ја формира директорот на училиштето. Во таа комисија влегуваат педагогот или психологот во училиштето и еден од оделенските наставници. Тие се како комисија кои вршат уписот на првачињата, а родителите, за да го запишат своето дете во училиштето во кое што треба да го запишат, треба да покрај изводот од матичната книга на родените, треба да носат и список на вакцини кои детето ги примило. Што е со оние кои што немат? Имаме ли такви случаеви во Битола кога списокот со вакцини не е целосен? Значи, ако списокот со вакцини не е целосен, тогаш родителот бара од матичниот лекар, треба да достави потврда дека ученикот може да се запиши во прво оделение, дека здравствената состојба му е добра. Предпоставувам дека досега и секоја година се среќавате со проблемот, нели според закон детето треба да се запише во училиштето кое е во најблискиот регион, а сигурна сум дека родителите имаат своји барања и сакаат да оди училиштето, дали во училиште кој тие го посетувале или некое друго училиште за кое сметаат дека е подобро. Се среќавате ли често со вакви случаи и што треба, или еве да го разјасниме тоа, во кое училиште оди детето? Значи, секако дека имало такви случаи, имало и ке има во иднина. Желбите се разновидни и на родителите, и на учениците, меѓутоа мора секако да го почитуваме Законот за основно образование. Секој ученик треба да се запише во реонот каде што припаѓа. Значи, таква реонизација Советот на општина Битола има донесено во 2009 година. Тој список на улици со определени реони околу училиштата го има секој основно училиште и согласно таа реонизација што ја има донесено Советот на општина Битола, училиштата ги запишуваат учениците. Меѓутоа, секогаш имало и други барања од родителите, каде што сакаат своето дете да го запишат во друго училиште, и тоа е можно.
само под услови доколку во училиштето каде што сакаат да се запишат не е исполнет бројот, односно бројот на ученици во законската рамка на паралелката. Значи, еве им разјаснивме, јас еве уште накратко само сакам да ве прашам, веќе споменавме дека неколку години наназад прво оделенци се оние со 6 полни години. Еве како подречен министер за образование, има ли пофалби од родителите со тоа што веќе Македонија почна со таа деветолетка, која што веќе светот ја имаше многу понапред од нас? Значи, ние како земја која што се трудиме да ги воспоставиме европските и светските стандарди во сите области и во делот на образованието, секако дека и ова е една од тие стандарди кои што мораме да ги следиме и да ги реализираме и во делот на образованието. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вас.